се наоѓаме пред ургентниот центар, меѓутоа пред малку што туку добивме официјални информации од страна на Министерството за внатрешни работи, како што кажа и ти, 22 лица досега се загинати, 20 лица се идентификувани и 2 лица се неидентификувани. Од Министерството за внатрешни работи меѓутоа се уште не го соопштуваат идентитетот на загинатите, само соопштија дека овие лица се од скопските села Сингелик, Црешево и Смирковци. А исто така нема информација се уште на кој начин овие лица го загубиле својот живот во вчерашното катастрофално невреме што го зафати Скопскиот регион. Од друга страна, од директорот на ургентниот центар дознаваме дека синоќа тука во скопските клиники било донесено момче без знаци на живот на возраст од 6 до 8 години. Меѓутоа, според последните информации на директорот на ургентниот центар Реджеп Селмани, идентитетот на момчето се уште не бил познат. Исто така, Селмани информираше дека во ургентниот центар синоќа заклучно до денес до 14 часот биле донесени околу 15 на повредени лица, меѓутоа биле со полесни повреди и едно од лицата е пратено на клиниката за трауматологија, а додека останатите се пратени на пластична хирургија. Дополнително утринава и доктор Виктор Камиловски од болницата за хируршки болести Свети Наум Охридски информираше дека во оваа болница се пријавиле 21 повредено лице, од кои дел се хоспитализирани, а дел се задржани на домашно лекување. Предлагам во продолжение да ја слушнеме неговата изјава. Некаде до 10 часот се јавени на преглед 21 пациент поради невремето, односно поплавите, од кои 7 се хоспитализирани во нашата клиника. Се работи за едниот е за повреда на рамото, жена поправо, со луксација, односно травматско исколчување, која се лизнала во водата. Другиот се работи за повреда скршеница на подколеницата и овој што го кажа сега што чека во операционата сала. Моментално, колешката од пластика го работи пациентот кај што има рани на надколеницата и на подколеницата и ние чекаме во теков на завршување на оперативната интервенција со скочен зглоб да продолжиме со 2 скинати ахилови тетиви кај 2 различни пациенти кои се повредиле директно како причина е поплавата. Останатите 14 кои што не се хоспитализирани, претпоставувам се со полесни. Да, другите се на амбуланско лекување, пуштени се на домашно лекување, се работи за екскориација, огработени по кожата, лизнување и контузии по целото тело. На истите им е препорачена контрола во текот на утрешниот ден. Инаку ние сме екипирани и сме зголемени, појачени и со персонал и, како што знаете, имаме модерната опрема која што можеме да одговориме на овие потреби. И за крај само да ве прашам дали може да дојде и до реорганизација на здравствениот систем со оглед на воредната состојба, па само на едно место да се примаат повредените од поплавите, а во другите установи да одат останатите пациенти. Па се надевам дека тоа ќе оди преку Министерството за здравство, преку ресорниот министер, ако он нареди да се направи реорганизација, односно редистрибуција на пациентите, тогаш сигурно би го направиле истото. Меѓутоа би апелирал до граѓаните, доколку нема никаква потреба да излагаат на лизгаво време и покрај тоа што се престанати дождовите, сепак се лизгави коловозите, значи да не излагаат на непотребно изложување на ризик, во главном за постарата популација која што знаете рефлексите се лабавени, послаби, може да дојде до скршеница несакана и така натаму. Конкретни информации до овој момент немаме ни од директорите, односно од скопските клиники, ниту пак од страна на Министерството за внатрешни работи, меѓутоа ние сме во постојан контакт нели со овие две институции, така што претпоставувам дека во текот на денот ќе ги добиеме и таквите информации.